Двајца наставници и две оделенија со 48 ученици од штипската деветолетка Ванчо Преке од денеска се ставени во изолација, откако кај една од наставничките која држала настава во трето оделение е откриено присуство на вирусот COVID-19. Учениците кои се од тоа оделение да не посетуваат повеќе настава со физичко присуство, а во денешниот ден сите деца се ставени во изолација, така да наставата со тие деца ќе се врши со онлайн настава, бидејќи имаме и колега кој што имал контакт со наставничката од трето оделение, исто така и оделението од прво оделение дечињата, така и тие ќе следат онлайн настава. Од денеска во училиштето повторно се спроведуваат детелни дезинфекции во сите простории. Ние секој ден вршиме во утринските часови дезинфекција на нашите простории, меѓутоа од денес е направено и вчера и денес се направени дезинфекција на просториите каде што учеа овие ученици, така да направена дезинфекција на просториите. Вкупно во ова училиште во моментов во изолација се уште 5 други вработени, претежно поради позитивни членови на потесното семејство, но сите тие наставата ја одржувале онлайн, така што контактите со учениците ги нема. Во основното училиште Тоша Арсов пак инфицирани се 5 вработени, а други 7 се во изолација, а се зголемува и бројот на изолирани и заболени во детската градинка Астиво. На инфективното и кожното оделение во Штип се хоспитализирани вкупно 58 пациенти, но голем дел од нив се со сериозна клиничка слика. Голем дел ни се во со тешка клиничка слика. Значи, пред 2 дена имавме околу 15 пациенти кои што беа во сериозна здравствена, во сериозна клиничка слика, во тешка општа здравствена состојба и уште дополнителни 25 кои што бара кислородна поддршка. Со тоа многу се разликува структурата на болните во овој, да го кажам, есенски план, за разлика од пролетниот план, кога имавме определен број на пациенти, меѓутоа не со вака тешка клиничка слика. Како последица на компликации со коронавирусот, денеска на инфективното оделение во Штип почина 71 годишен пациент од Пехчево.